Со промоција на новата училишна градина во Основното училиште Аврам Писевски во Скопското село Бардовци, денеска се одбележа Светскиот ден на храната. Градината, лоцирана во училиштето на 11 метри квадратни, представува еден вид лабораторија на отворено и е прва од ваков тип во Македонија. Ја создадоа членовите на Slow Food водно со поддршка на ФАО. За сега во неа има растенија кои може да ја поминат зимата без покривка. Нане, лаванда, жалфија, рузмарин и босилек, а на пролет ќе се посадат и зеленчуци, па дури и овошје. Целта на овој настан е да се поддржи отворањето градини во школите за практична едукација на учениците како се произведува храна, но и да се подигне јавната свест за здрава исхрана преку заштита на животната средина и грижата за заедницата. Во фокусот на Светскиот ден на храната, годинава се младите, а мотото е нашите действија се наша иднина. Свет без глад до 2020 година е возможен. Од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО истакнуваат дека децата и младите се дел од генерацијата која може да го искорени гладот на планетата. Настанот го организираат Канцеларијата на ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со граѓанските организации Slow Food водно и Ајде Македонија. Го продолжиме и понатаму. Нашите напори се во однос на тоа да го намалиме насилството во училиштето. Тоа е една наша образовна компонента. Компонента во која што ќе го канализираме и всушност ќе го направиме позитивното и ќе го насочиме кон градењето на иднината токму во оваа еколошка градина. Еколошката градина е разделена на повеќе делови. На делови кои што во самите жардинјери ќе се садат зачински билки и билки кои што ќе бидат јадливи. Тоа значи дека нашиот проект продолжува. Со она што можете да го забележите е најодговорно тврдам дека сите материјали кои што ќе бидат вградени во градината ќе бидат компатибилни со можноста на учениците. Заедно со архитектите од Slow Food водно и заедно со земјоделските инженери и стручњаци направивме едно место каде тие билки ќе можат да бидат употребени, но исто така ќе бидат и една лабораторија и училница на отворено. Поред проценките на ФАО, светот произведува доволно храна за да се нахранат сите, но сепак повеќе од 820 милиони луѓе во светот страдаат од хронична неисхранетост, а 1/3 од храната произведена низ целиот свет се губи или се фрла. Министерот за земјоделие истакна дека производството на храна е предмет на работа на Министерството и токму затоа ќе ги поддржат настаните преку кои се зголемува јавната свест за овие теми. И ова е еден многу добар концепт каде што навистина преку вакви локални настани може да ја потенцираме важноста на одредени вредности во општеството. И производството на храна е една од главните теми со кои што навистина сите ние се занимаваме. Особено тоа е предмет на работа на Министерството кое што го водам и затоа силно ќе ги поддржуваме сите настани преку кои што ја зголемуваме јавната свест за вака битни теми. Особено кога станува збор тоа за децата, за да од деца, од најмали, навистина се научат на овие убави навики и практики преку кои што навистина може да го промениме светот. Поддршка најави и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, поздравувајќи ја креативноста на тимот што ја покрена и спроведе ваквата иницијатива. Ние како општина ќе продолжиме да ги поддржуваме и во иднина сите проекти и сите активности и на основните училишта, и на градинките, и на сите граѓани или граѓански здруженија на територија на општина Карпош кои што имаат за цел заштита на животна средина или подигнување на свеста за користење на здравата храна, особено кај најмладите. Тоа е нешто што мораме и ние должност да го префрлиме како навика и да го префрлиме како однесување на најмладите генерации, токму тие да бидат чувари на животната средина и на здравата храна и здравиот начин на живење. Денеска во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на храната се спроведува и донаторска акција Нахрани 10.000 во повеќе градови низ Македонија, а собраната храна потоа ќе се дистрибуира до социјално загрозените граѓани.